вечер. Време е за првото издание на Урбаните вести за оваа работна недела. Во продолжение погледнете што подготви тимот на Урбаните вести само за вас. Се реконструира стадионот Млади лавови. Подпишан меморандум за соработка меѓу бизнис секторот и студентите. Скопје ќе добие музеј на автобуси. Општина Илинден со нов меѓународен ISO стандард. Промоција и развој на предприемништвото и предприемачкиот дух кај студентите е целта на проектот Предприемништвото иднина на студентите, што ќе го реализираат Стопанската комора на Македонија и студентскиот парламент при Универзитетот Цвети Кирил и Методи од Скопје. За таа цел денеска беше подпишан и меморандум за соработка заради зајакнување на соработката помеѓу бизнис секторот и студентските организации. Томислав Атанасовски има повеќе информации на оваа тема. Стопанската комора на Македонија и студентскиот парламент при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје започнаа нов проект Предприемништвото иднината на студентите со цел развој и промоција на предприемништвото и предприемачкиот дух кај студентите. Овој проект кој ќе опфати околу 100 студенти од Универзитетот Свети Кирил и Методи ќе им помогне на младите предприемачи да остварат директни контакти со успешни бизнисмени од реалниот сектор, да ги стекнат потребните вештини и на тој начин полесно да се справат со предизвиците на пазарот на трудот. Со цел успешно реализирање на проектот Предприемништвото иднината на студентите, Стопанската комора на Македонија и студентскиот парламент при Универзитетот Свети Кирил и Методи денеска подпишаа меморандум за соработка поради зајакнување на соработката помеѓу бизнис секторот и студентските организации. За прв пат во заедничкиот проект Предприемништвото иднината на студентите, комората се вклучува директно со представниците на студентите, односно студентскиот парламент при Универзитетот Свети Кирил и Методи, со цел остварување на тамошни успешни проекти. Денес го подпишуваме и меморандумот за соработка со нив. Целта на самиот проект е да им овозможи на студентите надградување на потребните вештини и компетенции, како и спроведување на искуството од страна на менторите кои се представници од фирмите членки на Стопанската комора на Македонија. Преку овој проект ние се надеваме дека ќе бидеме мост помеѓу студентите и бизнис секторот. На двете страни ќе им овозможиме да го најдат она што го очекуваат и она што го бараат од страна на пазарот на трудот. Овој проект ќе продолжи со серија обуки од страна на бизнисмените членови на Стопанската комора. Тие преку своите практични примери и искуства ќе ви укажат што значи да се биде предприемач и да се гледа како својата бизнис идеја станува реалност. На пресконференцијата присуствуваа студенти и представници од компании кои го поддржаа овој проект и директно се вклучија во неговата реализација. Јас имав идеја поврзана за отварање на приватни градинки за згрижување на деца и истата подетално планирам понатаму во проектот да реализирам. Знаете, никогаш ние не знаеме кога животот може да ни поде на добро. Можеби нашите 5 минути започнуваат денес и започнуваат сега. Затоа сметам дека треба достојно да одговориме на овој предизвик и достојно да искористиме оваа шанса. Мило ми е што сум дел од студентите кои што се пријавија на овој проект. Сметам дека навистина мал дел од студентите се запознаени со бизнисот и предприемништвото. Па навистина овој проект ќе помогне тоа да се подобри и секако да се зголемат сите знања на студентите. Се надевам дека ќе научиме многу од најдобрите. Преку мојата идеја, односно промоција и продажба на заеднички производи преку онлайн продавница, целиот свет да може да купува и да се запознае со она што ние имаме да го понудиме. И секако од овој проект очекувам да стекнам големи искуства околу предприемништвото. Комерцијална банка и во минатото, а и во иднина е секогаш отворена за прифаќање на нови идеи, нова енергија од страна на студентите и ние во континуитет примаме студенти на пракса, соработуваме со нив и се трудиме да им го овозможиме и дадеме најдоброто што можеме како една институција која што е водечка во финансискиот пазар во Македонија. За проектот од пријавените околу 100 студенти селектирани се 50. Тие ќе имаат можност да присуствуваат на обуките што ќе ги држат предавачи од компании и банки членки на комората. Обуките ќе офаќаат пишување бизнис планови, јавно зборување, презентирање, маркетинг трикови, промоција на производи преку социјални медиуми, информирање за кредити за самовработување и развој на мали предпријатија.
Критериум за избор беа кратки бизнис идеи. Меѓу најдобрите 10 се креирање консултативно биро за привлекување странски инвестиции, инсталирање централно грејење од отпад, продажба на занаетчиски производи, редизајнирање и репарирање на стар мебел и така натаму. Наместо еден приемен ден како досега, градоначалникот на општина Ѓурче Петров Сокол Митровски поведува уште еден приемен ден со што граѓаните ќе имаат поголема можност да побараат решавање на своите проблеми. Приемните денови вторник и четврток ќе се одржуваат во општинската сала од 9 до 12 часот, каде покрај градоначалникот ќе бидат присутни и раководителите на сектори во општината, со што ќе им се овозможи на граѓаните стручен одговор на нивните прашања. Активностите на Ѓурче Петров продолжуваат и во насока на обезбедување квалитетни спортски терени, со цел инвестирање во младите и спортот. Општина Ѓурче Петров интензивно работи на реконструкција на стадионот Млади лавови. Стадионот Млади лавови во општина Ѓурче Петров. Многу наскоро посетителите ќе можат да го видат во едно поинакво модерно издание. Градежните екипи деновиве го тампонираат патот до стадионот во должина од 100 метри, пошто истиот ќе биде асфалтиран, информираат од Ѓурче Петров. Истовремено на стадионот се поставува нова метална ограда и се гради паркиралиште со капацитет за 3 автобуси и 20 возила. Во меѓувреме се сменети клупите за резервните играчи. Промени ќе има и на просторот за гледачи, кој по реновирањето ќе прима 1000 посетители. За одржување ноќни надпревари покрај постојните 16 рефлектори, општината планира да постави уште дополнителни 8. Овој стадион во моментов го користат фудбалирките на Единство Ѓурче Петров, вице шампиони во фудбал и победници на Купот на Македонија за 2013, како и фудбалирите на Македонија Ѓурче Петров и подмладокот на двете екипи. За 2 недели ќе биде отворен музеот на автобуси во скопската населба Ѓурче Петров. Лоциран е во автобазата на јавното сообраќајно претпријатие Скопје и содржи поставка од 7 автобуси од марките Лейланд, Санос, Раба, Ман и Карус. Овие автобуси превезувале патници во различни периоди, почнувајќи од 1969 година. Автобусите се изложени на отворен простор, оградени со специфична ограда, на површина од 650 метри квадратни. Надлежните велат дека автобусите ја раскажуваат историјата на ЈСП Скопје. Стариот англиски Лейланд е од 1969 година. Има поминато 1.050.000 километри и бил во сообраќај до 18 јануари 2012 година. Има 3 автобуси од марката Санос. Првиот е единачен, другиот е двоен, како и туристички автобус со 39 седишта. Овие два Саноси, произведени во 1982 година, имаат поминато најмногу километри. Двојниот поминал 1.450.000 километри, а километражата на единачниот застанала на 1.950.000 километри. Во базата има 2 автобуса од марката Икарус, произведени во 1987 година и во 1991 година. Двата поминале повеќе од 1.000.000 километри. Се планира да се постави уште еден автобус од марката Ман од 1997 година, кој се уште се вози и има поминато исто така 1.000.000 километри. Ке се постави и еден од старите минибуси. Во секој од автобусите има поставено табла со податоци за техничките карактеристики на возилото, датум на производство и поминати километри. Старите автобуси може да ги види секој заинтересиран, бидејќи се изложени во автобазата, доколку претходно се најави на телефонот 20 41 581. Влезот за посетителите е бесплатен. Меѓународниот ISO стандард во работењето на општина Илинден е продолжен до 2016 година, со што се овозможува создавање на современа и комплетна инфраструктура и ефикасни јавни услуги за потребите на граѓаните и стопанството, информира локалната власт.
Имплементирањето на ISO стандардот во работењето на општина Илинден истовремено возможи идентификување и навремено реализирање на потребите и очекувањата на граѓаните, со што на ефективен и ефикасен начин се реализира, одржуваат и подобруваат општите перформанси и можности за удржлив развој на општината. Истовремено се овозможи зајакнување и промовирање на релациите на партнерства меѓу јавниот и приватниот сектор, искористување на локалните ресурси, како и развивање на образованието, културата, спортот и заштитата на животната средина во насока на подобрување на квалитетот на живеењето во општината, велат од општина Илинден. Според нив, на овој начин се придонесе граѓаните на општина Илинден да добијат навремена и поквалитетна услуга, како и да се подобрат организационите можности, ефикасно искористување и управување на човечките ресурси во локалната администрација. Во продолжение информација која нема да ги израдува возачите. Од ноќеска на полноќ поскапуваат горивата. Малопродажните цени на бензините и дизелот од ноќеска на полноќ се зголемуваат за половина денар. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, новата цена на Евросупер БС 95 изнесува 78 денари за литар, на Евросупер БС 98 изнесува 79,5 денари за литар, а цената на евродизелот ќе биде 69 денари. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинство ќе изнесува 58 денари, а на мазутот се зголемува и ќе изнесува 40,080 денари за килограм. И официјално, Сергеј Самсоненко е нов собственик на фудбалскиот клуб Вардар. Негова цел е учество на Вардар во Лигата на фудбалските шампиони. Франција стигна до европската ракометна титула, а Вавринка го освои тенискиот Гранд Слем Австралија Опен. За овие и останатите вести од спортот по рекламите.